Зошто ти е приоритет Гаши и Влен, а не ти се приоритет семејствата на загинатите припадници на МВР и на АРАМ? Зошто не ти се приоритет луѓево што загинале бранејќи ја држава од 91 до 23, а ти е приоритет коалицијата со Гаши? Трпковски што вика збунете од писмата, ама збунете и подносно други прашања. Ајде да видиме Мицкоски што вика денеска за бранителите. Значи го прашуваат директно дали ќе го поддржи законот за бранителите, дали од Влен му кажале нешто дека бараат за права за борците за УЧК. Погледнете каков одговор има. Што се возбудил Ванчо Тркалски мечка, не ми го чепкај темиерот, таков да нарачавме, немаше да ни најдат, пупу не важи. Абе како не е таа, вака ќе биде, ако не реков баш така, ама мислев на друго, мислам пишманаджија. Па ваков пишманаджија, брат, сказни нема напишано. Овој ќе пишем и Тарпео и Мицко. Ајмо, да видиме видеото. Ајде да видиме за бранителите. Премиере, имаме едно прашање во однос на коалиционите партнери вреди и законот за бранителите. Бараат тие да има права и за борците на УНА. Дали сте разговарале на оваа тема со нив и дали како ВМРО ДПМН ќе побарате законот Гаши да го стави на седница? Не сме разговарале на таа тема. Ние многу јасно сме го соопштиле нашиот став во минатото. Бранителите ја имале, ја имаат и ќе имаат мојата поддршка. Но или редуте не го стави на дневен ред на комисијска расправа законот за бранители. Фактички тој во фиока сега. Ќе треба да ја прашат или редовите. Некој коментар за тоа скандалот? Па треба да го стави на дневен ред. Премиере, имаме едно прашање во однос на коалиционите партнери вреди и законот за бранителите. Бараат тие да има права и за борците на УНА. Дали сте разговарале на оваа тема со нив и дали како ВМРО ДПМН ќе побарате законот Гаши? Што вика бранителите ја имале, ќе ја имаат и ја имаат нашата поддршка. И ова го вика втора недела поред. Истата изјава даде од паркот Бранители во општина Бутел, мислам дека беше. Која е поддршката која што имаат бранителите? Ќе гласате за вакво законско решение какво што поднесе Славјанка Петровска? Ќе направите притисок Африм Гаши да остави на гласање на пленарна седница? Ама не треба да направат притисок, Милош. Треба се јави да му каже Не бе, брат. Имаат подпредседатели на собрание? Да. Може Бендевски или Антонио Милошевски можат. Или Бендевски или Антонио Милошевски, например. Ако Таравари Гаши денес отсуствува од седница, го заменува Антонио, Антонио може да ја закаже седницата на комисијата. Не мора да молат никого. Значи, кога му сиде у Кенев на овој, како се на Гаши, тогаш, нели, го превзема председавањето со собранието Антонио или Бендевска и они можат да ја закажат седницата на комисијата. Решение, шлаг, печат, тој ќе ја води седницата на комисијата, бидејќи ова Даути, како и да се викаше, не ќе да ја закаже седницата. Таа е зашо на која комисија беше? Комисија за социјални, За социјал. да, за социјал. И може Антонио или Весна Бендевска тој ден, тој саат кога ќе му сиде у Кенев на овој, да си ја закажат седницата и готово. Не мора ни да молат никого. Имаат подпредседатели. И толку. Поддршка за бранителите е тоа. Вака декларативно, ама ние ги поддржуваме, ја имаат и ќе ја имаат поддршката, од тоа луѓето се изнаслушаат 30 години. Мислам, ќе ја имаат. Се изнаслушаа луѓето, никој ништо не доби. Дел добија, па им ги бараше државата, после парите назад. Значи, од тоа нема ништо. Поддршка за бранителите значи да им дадете 80.000 евра на семејствата кои што за жал го загубиле, че нема ништо тоа да им промени, нема да им го врати човекот. Ама ќе им помогне во тешкотиите во животот, кои што настанале заради тоа што останале без глава на семејството кое што требало да придонесува највеќе за тоа семејство. И мислам дека држава е должна на тие што ја бранеле оваа држава да им 80.000 евра. Или на луѓето на семејствата на загинатите од диво населје. Мислам дека сте должни. Не декларативно. Не да плямпате само. Значи бар.
Земете на ете начин и средете го, имате начин. Можете да ја закажете седницата. Како не ви е срам и арам? Да излагаш, да ги правиш будали на вакво. Како да ти кажам? Срам и арам треба да ти биде. Ги поддржуваме, ги ова, ги она, ке ги имале наше. Што имаат, која поддршка имаат од тебе, бе? Со што ти си им помогнал? Каква поддршка имаат они од тебе? Кој си па ти? Кој си па ти да кажеш дали они имаат твоја поддршка? Ама ич гајле не им е дали, ни на нив не им е гајле дали имаат поддршка од тебе. Ти не си никој. Ти не си државата. Ти си човек кој што е избран по некаква случајно станал премиер. Ти не си државата. Државата се законите, одлуките, буџетот. Тоа е државата. Не си ти. Ти си само тука за тоа што си викал дека буџетот ќе го насочиш кон идеолошки тие, нели, имаш некоја идеја каде треба да биде буџетот. Ти си само тоа да го направиш, да спроведеш политика во која што ти веруваш. И спроведи ја. Не, политика која што ја барале од тебе граѓаните. И си ја ветувал. Да, и ти си ја ветил на избори. А не и си ја са, ние, преточил ама изборна они програма. имале, ќе имаат и имаат. Ајде бе. И што тоа? Што ако ти кој си ти да го кажеш тоа? Што ни е гајле ти што? Што ни е гајле дали си го кажал тоа? Значи не ти. Секој претходен премиер. Секој претходен премиер, то ирелевантно е дали они има дали вие декларативност, ние им даваме поддршка. Тоа не е битно, вие сте никој. Сите претходни премиери. Вие сте како не знам како влагате у филм дека вие сте државата. Вие не сте државата. Вие сте заплата таму и менаџирате со буџет, пари, Со наши министри. Да, менаџирате со наши. Толку. Вие не сте државата. Уопште не ми значи дали рекол некој си Љупчо Ѓоргиевски имаат поддршка, дали некој Бранко рекол, ама не ми е гајле. Пошто не е никој ништо. Бил не е толку. И ти си. Не си бил си, ке нема да бидеш. Ама законското решение, тоа е државата. Тоа треба на бранителите да им обезбеди. А ти си тука да изменаџираш тоа решение да стане закон. А не да кажуваш приказки за мали деца. Ја имале, ја имаат и ќе ја имаат поддршката. Јао, ми е гајле ако ја имаат од тебе. А ој таму, државата треба да им даде поддршка. И гласајте. Срам и арам да вие што ги користите бранителите и нивните семејства увакви политички. Видија забеганоста. Мартин Илиевски вика Мицко никогаш јавно се нема произнесено за бранителите, ај пуштете кога тој изјавил дека ќе се гласа закон за бранители. Ако бе, еве не се изјаснил. Ама Не, никогаш не се изјаснил. Океј, да го прифатам твоето, да не барам видео. Точно, еве, Чекај бе, пушти го. никогаш не се изјаснил. Еве да прифатам. Еве сега има пред него закон. Тоа што претходно не се изјаснил значи дека сега не треба да го гласа. Тоа што претходно не се изјаснил значи дека тоа што сега вика ја имаат и ќе имаат мојата поддршка лаже. Бидејќи ако претходно не се изјаснил, а сега вика ја имале мојата поддршка, значи лаже. Пошто претходно не се изјаснил. Еве има него сега законското решение пред нос. Ама еве изјавата од Стојан Ангелов, скриншот имаме од Facebook во кој што кажува дека му било ветено. Ајде да видиме што му било ветено. Не може види. Најголемиот проблем на оваа власт е што живееме у 21 век, од дигитално време, кај што има дигитални записи од буквално се што си кажал, изјавил, напишал на социјални мрежи. Немојте го правите народот недоветен и недококан. Стојан Ангелов на 6 мај 2 дена пред изборите вели, предизборен молкелва. Значи ова е клучната порака која што он е испреќал до своите поддржувачи, вели. Мои почитувани соборци од 2001. Во 2001 ние македонските бранители ја победивме УЧК на секаде каде што имавме наредба да ја војуваме. Изгубија политичарите. Се согласувам. Денес 23 години подоцна ве повикувам да дадеме се од себе да биде поразена ДУИ, партијата која произлезе од УЧК.
Само со уште поубедлива победа на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН на чело со Христијан Мицкоски, најпосле ќе бидат надминати и уцените од ДУИ и ќе може да се изгласа закон со кој што ќе се реши горливиот проблем со обештетување на семејствата на загинатите бранители, но и ќе се добијат неколку права за сите македонски бранители. Значи, Стојанче Ангелов е председател на партијата Достоинство. Партијата Достоинство потпиша коалиционен договор натре во штабот на ВМРО ДПМН. Тој коалиционен договор беше усогласен помеѓу ВМРО ДПМН и Достоинство. Стојанче Ангелов на секој јавен настап кажуваше дека главната причина зашто преминува во коалиција со ВМРО ДПМН затоа што се договорил со Христијан Мицкоски да се изгласа овој закон за бранители. Каде е сега законот за бранители? Зашто ВМРО ДПМН не даде поддршка на законот предложен од Славјанка Петровска или до сега не предложи свој закон за обештетување на семејствата на бранителите? Значи, Мартин, не е дека не било ветено. Стојанче Ангелов кажа дека не би потпишал коалиционен договор со ВМРО ДПМН ако не му било гарантирано дека ќе се донесе ваков закон. Јас со Стојанче Ангелов пред да влезе во коалиција со ВМРО ДПМН разговарав по телефон, требаше да дојде кај нас во студио да гостува. Тоа беше вторник кога они го потпишуваа договорот, он требаше да биде гостин во емисија во понеделникот. Стојанче Ангелов не дојде кај нас во емисија, но по телефон ме убедуваше и ми избореше дека главна причина зашто оди во коалиција со ВМРО е законот за бранителите. Сака да има некаква оставштина човекот, затоа што поради таа причина влегол во политика и му била ветена поддршка за тој закон. Стојанче не дојде во емисија, пошто утре дента потпишуваше договор со ВМРО ДПМН, предпоставувам, му рекле не оди кај вие на емисија. Ајде да Тогаш видиме. беше емисијата кога е бунтурот. Ова не е суштината. Ај пушти го законот, тие двата скриншота, што се предвидува со законот. Да видиме што се предвидува со законот. Инаку, АМС фалати на донација, брат, вели овој хоштаплезот за неговите уставбранители кои индиректен начин или директен го направија премиер ги пушти низ вода, не па тие пред 20 години. Законот не предвидува обештетување само на лицата Од од 2001. Само на бранителите од 2001. Законот предвидува и за сите други бранители, сега ќе опуштиме законот и ги прочитаме сите категории на луѓе кои што треба да добијат овако. Не. Кај што пишува кои луѓе, значи тие што биле Па диво тука е. населје. Не. Да. Ако бе Ричмен, нека си гази 5 мандата. Ако на овој народ му е убаво, нека го ги газа. Значи, со овој закон се предвидува исплата на обештетување на членови на семејствата на припадниците на АРМ загинати во хеликоптерската несреќа кај Кетлановско блаце во 2008. Членови на семејствата на загиналите припадници на Министерството во внатрешни работи во авионската несреќа во Ротимља кај Мостар, Босна и Херцеговина во вршење на службени должности во 2004 година. Членови на семејствата на припадниците на МВР загинати во хеликоптерската несреќа во Струмица 2014, членови на семејствата на загинатите припадници на МВР во Диво населје Куманово во 2015 и членови на семејствата на починати и загинати припадници на армијата и Министерството за внатрешни работи во вршење на службени должности во периодот од 1991 до 2024. Значи сите кои што биле има се стекнале со некаков инвалидитет на работа или го загубиле животот, нивните семејства би требало да добијат обештетување, сите што работеле во МВР или во АРМ, вклучително и 2001 и овие другите настани кои што конкретно се напишани кои се. Што е проблемот овде? Да, ама важи и за све што се случувало од 1991 до 2024. Што овдека е проблем и што овдека е меѓуетничка тензија? Во овие сите настани од 1991 до 2023 во сите вкупни настани каде што загинали или биле тешко повредени или повредени припадници на МВР и АРМ, има и албанци, има и турци, има и роми, има срби, има власи. Значи се има. Што е тука меѓуетнички? Значи за вработените без разлика која националност биле, кој што работеле во МВР и при спроведувањето на професионалните задачи, не само во конфликтот 2001. Туку можеби не знам.
биле нападнати негде. Како на пример кај Прокредит банка, нели имаше пука ако нив имаше Абе, повредени. Алфа случајот полициските Случајот што Алфа. беа Значи, убиени. значи Кај за ПМФ. сите да се обезбеди обештетување. И тоа тековно треба секојаш за сите. Сега, Да. тој ако загинал или се стекнал со инвалидитет, бранејќи ја сувереноста на државата, безбедноста на граѓаните, мора некако државата да му се одолжи. Што е проблем? Што е тука меѓуетнички тензии создава? Што овдека создава меѓуетнички тензии, мене не ми е јасно. Значи мора да се раздвои тензии во коалицијата на Мицкоски и меѓуетнички тензии. Значи меѓуетнички тензии овој закон не предизвикува. Овој закон предизвикува тензии во коалицијата. А зашто ги предизвикува тие тензии? Затоа што Мицкоски нема храброст овој закон да го истера и да го гласа. Он сака да балансира и со Влен и да лаже народ, да си го чува, испаѓа дека да си му го е чува рейтингот. полесно да ги шитне своите поддржувачи. Да, бе. Оние кои што го гласале, оние кои што му верувале, кои што биле до него рамо до рамо 7 пази! години, отколку да направи некаков потек контра Влен. А пази. 58 пратеника има. Со Знам има 64. Со Левица има 70. Со СДСМ има 88. Значи 88 луѓе ќе гласаат од 120, ќе гласаат за овој закон. И мислам, ама не сум сигурен, мислам дека со 88 и со тие на СДСМ дека имаат и Бадентер. Затоа што во бе. Левица има од помалите етнички заедници, Да, во имаат и ВМРО Бадентер. има од помалите етнички заедници, влезе пратеник од партијата на Стоилковиќ, има од ромите пратеник, значи од Левица Хактан е Турчин. Значи имаат и Бадентер. И они пред секое како да кажам, пред секое барање од македонското гласачко тело замижуваат само во интерес на Влен. Ајде да го видиме сега Мицко што Чекај бе. Еве бе, како нема? Еве ти сега шо ветувал пред избори, како не, он си пишувал. Ау. Не бе, не, еве ви Ова го немаме скриншоти. пуштено. Мислам дека што го имаме сега. Ајде пушти ги овие скриншоти, еве ти ги скриншотите на бот. Еве, ајде пуштете ги. Бруки. Сите пушти ги. HF само вели овој закон не поминува без замин на САД. Види, да Абе, не се лажеме. замараат. Да не се лажеме. Да не се Зашто САД би имале против армија на НАТО и припадници на армија на НАТО да бидат обештетени за воени действија или за Немаат против ништо. Америка има таков закон Немаат против, за нека своите, не лажат. за своите бранители. Абе нека не лажат. Знаеш колку луѓе одржаваа се вадат со тоа американците рекоа? Изговоре, да, се правдат. Значи лажат. Лажат дека американците се против ова, американците ни рекоа не, американците ни рекоа да. Знаеш колку луѓе- Зашто би имале против за Знаеш ли Закон за колку бранители. колку луѓе се правдаат со тоа? Значи американците може врска да немаат за законов. за некои работи имаат интерес, ама Ама за ова нема. Ама таму кај што имаат они јавно го кажуваат Да. интересот. За ова нема За благе ова вези. немаат интерес, Благе нити вези. се замараат, нити некој нешто му рекол. А ако они лажат у штаб, американците не ни дозволуваат, тоа е друго. Ја тврдам одговорно дека американците немаат никаква врска со ова. Нити забраниле, нити одобриле. Еве. Не, добро, Мицкоски, дали не ти е срам Си ги споделувал си. да водиш кампања со овие луѓе и сега да не им гласаш на нивните семејства закон за обештетување? Мислам, дали не ти е срам? Малку. Ај втората слика. Ова е срамота. Ама вакви има милион скриншот. Чекај. Од 7 години има милион. Дали не ти е срам? Сакам да ги поздравам бранителите и да кажам дека и по цели 20 години лузните од негрижата на државата се присутни и бодат тоа што власта не зборува за овие трагедии не значи дека не постојат. 11 септември 2022 ова го објавил. Дали Мицкоски не ти е срам сега ова да го правиш? Значи изгласа им го законот за бранители.
Ще свика е комисијата. Имаш начин. Не ги лажи луѓето. Пушти го третиот скриншот. Сакам да ги поздравам бранителите и да кажам дека и по цели 20 години лузните од негрижата на државата се присутни и болат. А на државата, Боли и пече. значи на државата, така е. Тоа што власта не зборува за овие трагедии не значи дека не постојат, а нивните дела се за Македонија се херојски, иако нивните страдања за жал се натовара на нивните семејства кои државата ги третира на маргините. Но јас испраќам лична порака сите вие и многу други кои покажаа храброст и пожртвуваност, имате моја најдлабока почит и поклон. Вашата љубов и дело е забележано. Ќе работиме заедно дека не се исправи секоја неправда која е нанесена на секој еден човек од Македонија. Аха. Епа. Зошто сега не го гласаш законот Мицкоски? Зошто ти е приоритет Гаши и Влен, а не ти се приоритет семејствата на загинатите припадници на МВР и на АРМ? Значи од 91 до 23 не е само за 2001. Зошто не ти се приоритет луѓево што загинале бранејќи ја држава од 91 до 23, а ти е приоритет коалицијата со Гаши? Еве тоа да одговориш. Тоа да одговориш. Зашто ти е тоа приоритет? Гаши, Влен, ти се приоритет, а не ти е приоритет народов и нивните семејствата на овие загинатите припадници на МВР и на АРМ, бранителите. Зошто?